Традиционалната манифестација Бела ноќ ќе се одржи утре во Скопје по 14 пат. Во рамки на програмата на повеќе локации во градот ќе се одржат концерти, изложби и перформанси. Бела ноќ е синоним за масовна посетеност и исполнетост со активна публика, затоа што програмата што ја нуди доминира со квалитет и несекојдневни содржини. Градоначалникот Петре Шилегов информираше дека оваа година ќе има несекојдневно издание на Белата ноќ. За прв пат ќе биде збогатено и со фестивал на светлината, односно Скопје Light Art District. За прв пат во текот на Белата ноќ градот Скопје станува град на светлината, имајќи во предвид дека организираме Скопје Light Art District, кој што е направен тоа лајт шоу, фактички шоуто на светлата е направено по најголемите европски стандарди, имајќи во предвид дека е резултат на меѓународната соработка овој проект на градот Скопје со градот Лион во рамки на рок проектот Horizon 2020. Така што од Лион фактички кој што е најстар град на фестивал на светлината, овдека во Скопје и Скопјани ќе можат за прв пат да видат една таква велелепна активност. Шилегов додаде дека организаторот на ова издание на Бела ноќ се потрудил да вклучи што повеќе странски и домашни уметници, но и да анимира нови алтернативни културни простори што во иднина ќе се користат за одржување на вакви или слични настани. Годинава одиме да понудиме алтернативни локации со кои што ќе градот во Белите ноќи ќе ги отвори за прв пат кон граѓаните, а ќе се користат овие локации за одржување на вакви или на слични манифестации. Во текот на јуни и во текот на септември скопјани можеа да уживаат од киното на отворено. 4 проекции имавме навистина фантастично посетени од нашите сограѓани. Овој пат ќе можеме да уживаме за прв пат во отворено кино на кровот на градскиот трговски центар. Во ГТЦ веќе активно живее галеријата на отворено и таа галерија всушност покажа дека колку овој објект и оваа локација им значи на скопјани и колку е со радост посетувана. Директорот на МКЦ Русе Арсов нагласи дека годинава главен акцент е ставен на домашните уметници за да покаже градот што може да понуди како главен град. Се потрудивме оваа година да главниот акцент го ставиме на домашните уметници, домашните организатори на културни настани со цел што е можно повеќе од нив да анимираме и да покажеме што ние како град имаме на програмата. Многу сме среќни што успеавме да анимираме голем број на локации и ветуваме уште една многу добра Бела ноќ. Филип Аврамчев, директорот на Универзална сала, кој е главен организатор на фестивалот на светлината, најави настапи на 16 артисти на тридневниот фестивал кој ќе изобилува со најразлични видови светлосни илустрации. Во рамките на одржувањето на Бела ноќ, граѓаните ќе може да користат бесплатен градски превоз кон централното градско подрачје од 19 часот до раните утрински часови.